На помалку од 50 километри од Скопје, залепен до северната граница, Куманово со години се надпреварува да биде меѓу првите 5 места во државата со најзагаден воздух. Ветровите, единствената мерна станица на Министерството за животна средина поставена во овој град, информира за вредности кои се на границата на дозволеното. На плоштадот се сретнавме со Олгица Белковиќ, долгогодишна професорка и екоактивистка. Колку години сте екоактивист? Па да ви кажам, од 2006. И што ве натера на таков активизам? Загаденост. Верувате дека јас знам да се облечам и да се соблечам да не излезам. Она што ја фрустрира е што со години нејзиниот град нема одговор. Која е причината за загадувањето? Постојано нешто се мери, но одговор нема никаде. Верувате, јас како возрастна, кој што толку низ години ова го следам, ја не верувам веќе ни на еден документ, дури од приватните лаборатории што доаѓа. Зошто? Верувате дека луѓе се иселуваат ради воздухот? Иако Министерството за животна средина постојано апелира да не се поставуваат никакви направи кои покажуваат бројки кои не се релевантни за мерење, со 660.000 денари од градскиот буџет, неодамна Куманово набави 6 мерни станици и ги постави на различни места. Бројките не се исти со мерењата на официјалната мерна станица на Министерството. Сепак, факт е дека во кругот на болницата воздухот има загрижувачки вредности на сулфор диоксид, што е опасно загадување од мазутот кој се користи како гориво за греење. Црниот оджак е очигледен знак дека институцијата која ги лечи кумановци го труе цел град. Поради тоа беше одлучено болницата да го пренамени системот за греење и да почне да функционира на газ. Да, тие имаат направено приклучок. Пред почетокот на овој месец тие пуштија тендер, меѓутоа за 2 дена го повлекоа тендерот, најверојатно ради цената, пошто не може да влезат у буџетот. Пријави за загадувањето стигнувале и до единствениот инспектор во Куманово. Кога отидов на увид во градската болница, тие користат мазут. За одредени објекти како за болница е многу сензитив, не зависи се ништо ни од нив. Што ако им ти наложиш на нив да мораат да го сменат системот, а тие јадни немаат пари, односно побарале пари од министерство, а министерство не им дало пари. Небулозно е тоа што државата оди во контрола на државата и ја казнува државата за непочитување на државата. Овој магичен круг, поставен преку политики, неколкукратно им наплаќа на граѓаните и со пари и со здравје. Но болницата не е единствената што се грее на мазут или тешко гориво. Од Газ Куманово велат дека поради покачената цена приклучоци има се помалку. Постојните се откажуваат се почесто, а компанијата е на мака да најде доволни количини на газ. Веќе имаме и домаќинства и предпријатија кои не го користат гасот како енергенс ради големата цена. Тоа се базенот е привремено затворен, домот за стари лица повеќе не користи. Ние како предпријатие побаравме субвенционирање на граѓаните, дали тоа ќе иде директно или преку нас, за да ги надокнадат тие 50 денари што е покачена цената, меѓутоа се уште немаме одговор на тоа прашање. Локалните власти не се откажуваат. За прв пат консултантска куќа им направила план со долгорочни, среднорочни и краткорочни мерки, креирани по параметрите од 6 поставени мерни станици и официјалната од Министерството. Куманово е борец, ама се уште далеку од победник. Гласниот муабет на политичарите за борба со аерозагадувањето засега личи на македонско оро по обратен редослед. 3 напред, 6 назад.